Да, почнуваме со емисијата. Како што најавивме, господинот Шабан Салију, председател на Демократските сили на ромите, поранешен пратеник, поранешен директор на Дирекцијата за заштита и спасување. Добро дојдовте во студио 10. Добро ве најдовме, ви благодариме на поканата и сакам да ги поздравам гледачите на ТВ Вести, 24 Вести. Господин Салију, кога зборуваме за изборите, тие веќе се уште не се формално почнати, но веќе се назираат датумите, одредено е кога ќе почне да функционира техничката влада. Знаеме дека Талат Джафери ќе биде премиер на таа влада, веќе има и почна првите несогласувања околу опозицијата и власта околу неговото име, околу неговиот лик, дали е добар, дали не е добар. Секако ова се очекуваше, беше договорено, тоа е дел од предизборниот договор помеѓу СДСМ и ДУИ за ДУИ да номинира премиер на студена пред избори и еве тоа ќе се случи. Еве вака како едно генерално прашање за вовет во разговорот, како гледате на почетокот на изборниот процес, кој овој пат е малку поспецифичен од останатите? Па добро, ние као партија несериозна политичка партија ги пратиме сите случувања околу политичката сцена во нашата држава. Ние ги очекуваме овие избори и веќе баравме и предвремени парламентарни избори во изминатиот период, токму ради состојбата во која се наоѓа нашата држава, во сите сегменти од човековото живење, во сите сфери фактички државата диши во една тешка состојба на шкрги, би кажал ја, и избори беа неминовни. Власта калкулираше, односно партиите кои са во власта, и не сакаше морени парламентарни избори, иако имаше доста основи зошто треба да бидат морени парламентарни избори. Ја во некои медиуми како гостин и навестував дека изборите негде ќе се случат септември, во најлоша опција некаде мај месец, пролета. Еве, добро е што и партиите на власт, посебно СДСМ и ДУИ, веќе се согласија за овие редовни, би рекол, избори. Еве, тука се вклучуваат претседателските избори, заедно со парламентарните избори. Како и да е, овие избори само ќе овозможат подобар распоред на идните политички сили при формирање на влада и можност да се направи нешто повеќе и во поглед на влегувањето на нашата држава во ЕУ и подобрување генерално на животот на сите граѓани во нашата држава. Сметам дека овие избори, проблем се зборува околу повеќе техничката влада, во главно на лидерска средба што беше. Договорено е да се одржат и претседателските избори некаде април месец во прв круг, а во втор круг заедно со парламентарните избори. Да. Како и да е, сметам дека неминовни се овие избори и тоа се последните законски рокови фактички. Да, вие учествувате во опозицијскиот блок, претпоставувам дека ќе бидете дел од таа широка коалиција предизборна или ќе настапите сами? Па видите, ние као политичка партија во моментот сме во коалиција со ВМРО ДПМН од формирањето на нашата политичка партија 2003 и сме прва политичка партија која влезе во коалиција со ВМРО ДПМН. И во претходниот период кога беше на власт и во опозиција останав јас, не сакав како некои други политички партии кога губи некој коалиционен партнер, односно кога паѓа коалиција, да се префрлам во други коалиции и така натаму. И сметам дека се уште можда рано да се зборува, ние треба да преговараме околу нашите позиции, нели? Претпоставам тоа ќе се случи некаде крајот на месецот или почетокот на јануари.
ние имаме своји барања, бараме своји позиции во тие преговори и сметам дека ВМРО ДПМН, посебно за лојалноста на нашата политичка партија и со сила на членови која располага оваа политичка партија, која е најголема ромска политичка во државата и од многу други политички партии. Тоа може, ако во емисијата се постава одредени прашања за структурата на нашата политичка партија, можам да наведам зошто сметам дека сме најсилна и најмоćна ромска политичка партија. Значи, без разлика, верувам дека ќе се договориме со ВМРО ДПМН, позициите кои ги бараме се реални и ги заслужуваме во секој случај. Да, но дел од останатите помали, сега условно кажано, нели, помали политички партии, цело време бараат да се направи реформа на изборниот законник, да се воведе една изборна единица, бидејќи сметаат дека сегашниот модел со 6 изборни единици, пропорционален модел, не е добар за помалите партии, едноставно ги јаде нивните гласови кои одат на конто на поголемите, се губат, така натаму не е фер моделот. Кој е вашиот став околу ова? Бидејќи ако настапите заедно со ВМРО ДПМН, тоаш прашање е дали вас ви менува многу, дали една изборна единица или е сегашниот модел. Бидејќи очигледно е дека големите партии калкулираат околу ова прашање. Велат формално дека сакаат реформа и дека тие сакаат една изборна единица, но видовме дека во собранието тоа не беше направено. Точно ова прашање е специфично прашање и добро што го поставувате, значи не е од поново време. Уште за мојот мандат како пратеник 2006 година, со поранешниот пратеник Кенан Касипи на турската партија, ова жестоко го работевме да помини уште 2007 година. Значи баравме една изборна единица за да можеме ние по малите етнички партии, да кажам, ги артикулираме нашите гласачки тела, ги внесиме во изборните единици самостојно, вака ние сме поделени како политички партии со своето гласачко тело во 6 изборни единици и нема како кај албанските партии да постојат во 2 изборни единици, повеќето се сконцентрирани, тоа е 6-та изборна единица, можеби и 2-ката и така натака. Ја лично сметам, доколку би постоела една изборна единица као модел на одредени избори, дека ќе освоиме најмалку 2 пратеника. Значи, ние во сите 6 изборни единици за нашиот коалиционен партнер даваме од 3 до 5-6 илјади гласови во изборните единици. Односно, по оној Донтов модел, нели, ги пополнуваме, доколку ВМРО ДПМН со другите коалициони партнери стигни до гласови во одредена изборна единица 4 или 5 илјади, нашите гласови представуваат дополна на бројката од тој, дали 7 до 10 илјади, како ќе помини кој пратеник, и ние одлучуваме фактички за сите 6 изборни единици за нашиот коалиционен партнер со кого сме, ВМРО ДПМН. Ја тоа би го на некој начин кажал, 6 пратеника даваме во сите 6 изборни единици за нашата коалиција, минус 6 за спротивната страна, односно 12 пратеника. Добро, но каде е отпорот? Претпоставам дека големите политички партии не им одговара ова. Не им одговара, точно така е и на СДСМ и на ВМРО ДПМН, бидејќи се раситнува нивното гласачко тело. Повеќе можеби помали политички партии ќе излезат сами или ќе направат меѓусебна една коалиција, можно е да добијат пратеници, а може и да не добијат пратеници, да дојдат до бројка од 5-6 илјади и така пропаѓаат оние гласови. А вака, на некој начин, сите одат во контото на големите политички партии гласовите и оние нормално, као силни политички партии, предводници на тие коалиции, преговараат за други позиции на политичките партии, помалите политички партии, не за пратеници, не за министри, така натака. Да, гледаме дека сега власта ја обвинува опозицијата не сега, туку веќе извесен период, дека таа ги кочи
европските процеси, дека поради опозицијата што се спротистави на менување на уставот или на ставањето на бугарите во уставот, преговорите со Европската унија се веќе и закочени. Сега прашањето е дали вие се сметате дека ќе бидете дел од антиевропска коалиција, како тоа ќе им го представите на вашите гласачи, бидејќи знаеме дека ромите, но не се веќе само ромите, мислам дека сите се насочени кон некакво иселување, мигрирање, работа, надвор, едноставно им треба тоа на луѓето. Како ќе ја представите тогаш сега таа приказна ако ве обвинуваат дека сте дел од антиевропски блок? Па видите, јас не мислам така како вие, од причини што... Не мислам ја, туку власт. Да, окей. Не мислам така, од причини што начинот на кој Европската унија ја условува нашата држава и мене лично како лидер на нашата политичка партија и во моето членство не ни се допаѓа. И односот на Бугарија со укочување на нашите интегративни процеси, со поставување на услови кои немаат реципроцитет, зашто Бугарија не го признава националното малцинство на македонците во Бугарија. Има некои такви причини каде што без реципроцитет и ја не се согласувам. Ја поддржувам иницијативата на нашата коалиција. Сега да нема преговори околу тој дел, нека поминат изборите, па понатака ќе видиме и ќе се бара некој начин како да се влезе. Знам дека ова е дополнителен услов поставен од Европската комисија, меѓутоа кој верува дека во иднина доколку овај услов се поддржи и се направат такви одредени промени, дека повторно нема да се поставуваат некакви услови од Бугарија или од друга држава. Ја мислам дека Република Македонија апсолутно ги исполнува сите потребни услови за влез во Европската унија и како на никоја држава до сега не се поставени вакви услови. Од Македонија има многу полоши држави и економски и политички кои се влезени во Европската унија и не може да се каже дека се европски држави. Јас често патувам и во Бугарија, сум патувал и низ Романија, тоа се ипак држави во Европската унија. Лично сметам дека Македонија е во подобра состојба иако не е во Европската унија. Секако битно е ние да влеземе во овие европски структури. Веќе сме во НАТО и добро е да бидеме во Европската унија, меѓутоа без такви условувања и начини и понижувања на некој начин на нашата држава. Јас знам дека тие притисоци са политички и веќе поминуваат во национални односи на Бугарија спротивставување со Македонија, дури во оње обиди да се затвараат одредени дали македонски или бугарски институции, дури ромите беа навредувани. Ромите са во преамбулата на Уставот уште 1990 година влезени. И затоа јас сум заблагодарен на нашата држава и сметам дека тоа е една од демократичноста као страна на нашата држава Република Македонија. Да. Во поглед на изборите се чини дека некако како председателските избори да се ставени во втор план пред парламентарните, особено што сега се случуваат низ датум, со вториот круг се разбира. Во однос на ромските партии, на ромските субјекти, како ќе се постават во однос на председателските избори? Мислите ли дека ќе има можеби некој кандидат ром за председател на државата или ќе се приклучат сепак на големите блокови во поддршка како и досега? Па видете, мислам е несериозно ром кандидат од одредена политичка партија, може да е добро за стварање на некоја мултиетничка клима при тие избори, али однапред знаеме дека не може тоа да се случи. Во Америка се случи американец од белата раса да не биде председател, односно да дојде јужноамериканец, афроамериканец за председател Барак Обама. Во Македонија тоа не може да се случи. Ние не сметаме дека треба да се подценува председателската функција во државата од многу причини. Прво, надлежностите кои председател на државата ги има се од многу битен карактер. Затоа некогаш постои во одредени држави слаба демократија, се руши и уставниот поредок, доколку
Преседателот не ги оправдува своите способности, потенцијали да раководи со државата. Они ја представуваат државата во сите држави, значи има големо влијание во надворешната политика, нели, со указ ги поставува амбасадорите на Република Македонија во Европа и во светот, нели? Исто така прима акредитиви за амбасадорите, потоа има и многу внатрешно влијание, значи поставува 20 уставни судии во судовите, потоа нели, и дава 2 предлога во судскиот совет и многу други, и бирото за разузнавање и многу други надлежности. Као партија ние ќе се доколку коалицираме и потпишеме таков договор со најсилниот коалиционен партнер ВМРО ДПМН, ние ќе го поддржиме кандидатот сигурно кој ќе го одбери коалицијата. Да. Добро, спомнавте ова со Барак Обама, тука сега ми се поставува прашањето, бидејќи интересно се наметнува само по себе, кога зборуваме за дискриминација во Македонија, најчесто се зборува за етничка, верска, тоест религиска и така натаму, но многу малку се зборува, ми се чини, за расна дискриминација. И тоа некако, ние за тоа гледаме во филмовите, па стално читаме за расна дискриминација во најчесто во Соединените Американски држави, но сега и во Европа се почесто. Постои ли таков феномен во Македонија? Постои ли расизам во Македонија? Убаво прашање. Јас првпат сум гостин на вашиот медиум. Јас скоро во сите мои настапи и говори зборувам за таа дискриминација која постои во нашата држава. Порано беше тивка дискриминација, сега е веќе отворена. Можда тежок збор е расизам да го употребам, меѓутоа нетолеранција, предрасуди, стереотипи се среќаваме на секој чекор. Значи, Македонија како никогаш во овај период ја изразува таа нетолеранција кон ромската заедница. Сметам дека и законот кој е донесен за антидискриминација, против дискриминацијата, не ги оправда очекувањата на ромската заедница. Дури мислам дека има една комисија каде представник од ромската заедница е раководител на таа комисија. Дискриминацијата постоела, али мислам во моментот е пуштена на најсилно. Дури мислам дека постои една политичка дискриминација во овај момент кај нашата држава. На политичка сцена во Собранието на Република Македонија не постои ром пратеник од политичките партии. Има од ромската етничка група пратеничка, меѓутоа она не припаѓа на ромските политички партии. Тоа е избор. Да, точно. Тоа е избор на СДС. Значи, не е во ред, ромите во Република Македонија дава доста гласови, мислам дека е четврта поред етничка група, моје мислење е трета, поради одредени лошо изведени оперативни пописи на ромското население, предпоставувам че разговарам и за тоа. Навистина сега нема ни еден пратеник на ромските етнички партии. Имате ли ви анализа зошто е тоа така? Бидејќи од нашето сеќавање секогаш во парламентот имало ром пратеник, имало и двајца пратеници роми во собранието. Како дојдовме до ситуација да нема ни еден? Зошто немаме ни еден? Па мислам, освен односот на големите политички партии кон ромската заедница, односно ромските политички партии, кои са главни виновници зашто нема пратеници од ромските политички партии, и ромските политички партии лидерите имаат на некој начин вина. Која е нивната вина? Они добиваат одредени позиции пратеници преку овие големите политички партии и потоа, на жалост, некоректно, неферски се префрлуваат во други коалиции, пребегнуваат. Значи, ние не можеме, како некои политичари, слушам, ромски политичари зборуваат, ромите секогаш треба да бидат на власт.
Не е точно. Значи, ромските политички партии треба да се сериозни политички партии, лидерите не треба да се префрлат од една коалиција во друга, односно оние кои ќе победат да поминат на таа страна, бидејќи тоа се како некои птици преселнички таквите партии и го губат авторитетот не само на нив као политичари, нанесуваат голема штета на другите ромски политички партии кои се лојални, кои се сериозни и на ромската популација во главно. Пример, со таквиот однос на некои ромски политичари и штета на пример на нас, не можеме во преговорите со големите политички партии, иако сме лојални во целокупното наше дејствување и постоење, размислуваат 10 пати дали да дадат за нас пратени, да не се случи она што во праксата се случува со другите политички партии. Да, добро, тогаш каква е состојбата на ромите? Бидејќи ова што вие го зборувате и во поглед на дискриминацијата, гледаме дека има луѓе или гласови кои јавно велат дека тоа не е така, дека сите фондови, сите програми за помош одат најчесто кон ромите, дека се претерува во тој поглед. Кој е вашиот одговор на тие обвинувања? Прво би сакал да кажам дека као никогаш до сега ромите се наоѓаат во катастрофална состојба, економска, политичка и културна и така натака. Како никогаш до сега се најсиромашни во државата, од сиромашните најсиромашни 80% од ромската заедница. Они го доприја не само дното, го пробија тоа дно. Надвор од сите институции, без работа, без здравствено осигурување, без социјални права и секако ова као пракса што се случува во нашата држава, очекувам во иднина да се смени. Јас секако ја поддржувам мојата коалиција и сметам дека нашата политичка партија ќе добие високи позиции за да можеме да извршиме една целокупна промена на ваквото однесување кон ромската заедница. Како и да е, нашата партија очекува заедно со новата влада, доколку формира нашата коалиција, јас сум убеден дека ќе ја формираме таа влада. Лично и за мене очекувам голема позиција и да извршиме одредено ревидирање на многу битни стратешки документи кои се однесуваат на подобрување на состојбата на ромската заедница. Да, господин Салиу, ова што го зборувате сега, претпоставам дека да бидеме искрени го зборат сите представници, еве сега зборуваме за ромските партии, дека ромите се во лоша ситуација и навистина се во лоша, тоа го покажуваат статистичките податоци едноставно за сиромаштијата, за образованието, дека навистина ромската популација е лоша, ако не и на најлошо место според сите тие показатели, но сите партии, лидери ромски го ветуваат истото. Зошто еве ромите би очекувале дека нешто сега ќе се смени? Значи имавме декада на ромите, имавме национална стратегија на владата за подобрување на ромите, го имаме рамковниот договор, каде што не треба да забораваме, не е само за македонците и албанците, но работите сепак не се менуваат. Па видете, значи желбите и потребите и состојбата во која се наоѓаат ромите не може ромските политички партии да не бараат и да не ја сакаат таа промена. Значи не зависи само од нив, зависи и од коалициониот партнер кој е на власт со тие ромски политички партии. Еве јас, например, како одговор на вашето прашање би кажал дека интеграцијата на ромите во нашата држава започна токму со нашата политичка партија. Можам и како примери да наведам пример. До 2006 година во државата многу интересен факт, немаше ниту еден вработен ром во администрацијата, во органите на државната управа или, не дај Боже, на високи позиции. Значи, првите вработување на, и она што викам, започна интеграцијата токму со нас, јас бев пратеник, започна
2007 година и 6-та, значи првите 5 вработувања по рамковниот договор. После тоа веќе направивме силен влез во институциите на системот. Тоа беше владата со ВМРО ДПМН, ја бев во коалиција со нив и веќе имаше за неколку години околу 500 до 600 вработени во институциите на системот. Токму еве зошто зборуваме, ние не само што зборуваме, нашата политичка партија е најсилна политичка партија со најголем број на гласови во државата. Значи зборувам за бројка околу 20.000 и паралелно на тоа имаме 46 општински организации, имаме увид во државата на сите овие промени кои се однесуваат на ромската заедница. Еве да ви кажам дека нашата политичка партија е автор на многу решенија позитивни системски за ромската заедница. За време на мојот мандат исто 8 април, светскиот ден на ромите, влезе во државните празници, нели? Ние сме во преамбулата на уставот каде зашто ја лично имам голем допринос, нели? Потоа, за време на мојот мандат исто и владењето на ВМРО ДПМН, значи имаше покачување на квотите од 2 на 4% за вработување, односно за запишување на средношколци, студенти во високообразовните институции. Јас кога студирав имаше само 3 или 4 студенти од ромите, тоа беше 82 до 86 година, нели? А сега имаме можда 400-500 студенти, исто толкав број на вработувања и така натаму. Тоа е неколку примери. Меѓутоа, еве, ја тука ги имам и амандманите, као пратеник поминаа 10 амандмани, изградба на средно училиште во Шуторизари за прв пат од постоењето на таа општина, потоа и многу други законски решенија. Зошто еве декадата на ромите не ги даде посекуваните резултати, бидејќи еве докога го гледаме има поместување, се разбира дека има, не е се на мртва точка, но сепак немаме некакво видливо подобрување на животот на ромската Не само популација. декадата на ромите. Еве го спомнавте и рамковниот договор кој беше 2001 година како резултат на воената криза која се случи во нашата држава, нели? А меѓутоа рамковниот договор не се однесуваше само на албанците и покрај еве конфликтот кој постоеше во таа страна. Значи, таа беше наменета, целокупните акциони планови и програми беа наменети за сите заедници. Ниту ромите, ниту другите помали етнички заедници во нашата држава нема бенефит од рамковниот договор. Значи, убаво као напишани документи беа соодветна, правична, пропорционална застапеност во хоризонтална и вертикална линија во сите органи на државата, министерства, администрации. Меѓутоа, на жалост, не се случи. Затоа се криви самите власти, не зборувам против СДСМ или против ВМРО ДПМН, кој бил на власт тие години, он е крив зашто не се имплементира овие одредби. Овие одредби не само декадата на ромите. Затоа имаше министер без ресор. Најдобро он би можел да одговори овој дел и за стратегијата на ромите кои беа донесени врз основа на аспирациите на нашата држава да биде членка во Европската унија, они направија стратегија на ромите. Све убаво беше срочено во смисол за образованието на ромите, како да се подигни процентот, интелектуалноста кај ромската заедница, вработувањата да се подигна на повисоко ниво. И еве кога сме кај вработувањата, ако има искрена влада, искрено сака некој коалиционен партнер да помогне на ромската заедница, која е една од условите за влез на Република Македонија во Европската унија, нели? Ние сме во државата бевме 53.789 роми, односно процентуално изразено 2,66. Со пописот, верувам дека ќе зборуваме да не го амортизирам тоа прашање, сега се намалила бројката. Токму тоа сакам да ве прашам. Добро, што се случи со пописот? Како е можно ромската популација да се намали, особено што знаеме дека ромите имаат добар наталитет? Тоаш прашањето е како е можно да има помалку роми? Дали
Дали ете сите тие роми се иселиле од држава? Ја не гледам друго објаснување или може би има друго. Така е. Само јас би сакал исто да потенцирам за овие документи. Не е само декадата, стратегијата, има резолуција на ОПСЕ за земјите членки, одлука број 566, каде одлично се поставени начините како да се подобри состојбата на ромската заедница. Значи и во декадата има акциони планови, дури и во ова резолуција на ОПСЕ што беше 566 одлука, имаше во здравството како да се подобри, да се вработат под хитно 420 припадници од ромската заедница во здравството, да се направат во најголеми општини 10 посебни тимови од припадници на роми кои ќе работат на подобрување на тасо и многу други решенија. Ја би кажал совршени, меѓутоа ништо не е направено. За пописот, да. Мислам дека тука е извршен екзодус на ромската заедница. Нашата политичка партија и невладиниот сектор и другите политички партии располагаме со бројка некаде околу 110.000 роми. И во претходниот попис ние го изразивме нашето незадоволство и несогласување 2002 година со владата, со државата Македонија. И сега, вака испаѓа дека бројката наместо да се покачи е падната на 46.375 роми, односно 2,53. Кога го спомнавте наталитетот кај ромската заедница, апсолутно се согласувам со вас. Ние, наместо да порастиме овие претходните 20 години, ние паднавме. Испаѓа дека кај ромите не се родило ни едно бебе, ни едно детенце, само ромите умирале. Моje лично мислење е пописот е злоупотребен, као ромите се јавуваат тука као жртва и одредени бројки, одредени цифри се превземени за други потреби, односно за зголемување на бројката кај други заедници. Кај кој? Па сега ја не би можел тоа да го кажам, тоа би требало да го кажи Заводот за статистика, не би сакал да калкулирам, меѓутоа треба да се види зошто са такви бројките и кај другите заедници. Кај нас ние сме упропастени. Имате ли некаква анализа од прилика барем каде се прелеани, доколку се навистина прелеани тие пописни резултати? Видите, јас бев 94 година член на Државната пописна комисија, назначен од Собранието на Република Македонија и бев адвокат. Професионално ги пратев сите состојби во врска со пописот и бев живо заинтересиран, бидејќи постоеше претходниот период голема асимилација на ромската заедница. Тоа не е од денеска, него многу години наназад. Значи имаме роми кои се декларирани како турци и пример, имаме православни роми кои се декларираат како македонци, имаме роми кои се декларираат како ашкали, египчани и така натака. Значи, ромската заедница, бројката, цифрата на ромската заедница е одлеана кај другите заедници. Не би сакал да спомнувам пример дали кај турците, дали кај албанците, они знаат сами другите. Да, добро. Пред самиот крај сакам да ве прашам и за вашата функција која вршевте како директор на Дирекцијата за заштита и спасување. Интересно е што последниве години ми се чини таа дирекција како да е многу тивка во јавноста. Може би работи, јас не знам, веројатно дека извршува функции, но гледаме дека сега не знаеме кој е директор, може би знаеме ние што сме новинари, што професионално се занимаваме со тоа, но јавноста не верам дека знае. А сите, например, знаеме кој е директор на Центарот за управување со кризи, Стојанче Ангелов. Господинот Ангелов е прилично активен и на социјалните мрежи, и во медиумите, го има насекаде. Значи, додека ДЗС е прилично пасивна организација. Па видете, тука прво тоа са два различни органа. Центарот за управување со кризи е орган за известување и тревожење, додека
Дирекцијата за заштита и спасување е оперативен орган на владата на Република Македонија за справување со природните и техничко-технолошки катастрофи. Значи, ЦУКот влегува во надлежностите на Дирекцијата за заштита и спасување. Воопшто не е надлежноста на Стојанчо Ангелов да оди по пожарите, поплавите. Тука постои дирекцијата која има оперативни сили, специјални сили наменети за справување со пожари, поплави, па и други природни непогоди. Исто и материјално-техничките средства са во Дирекцијата за заштита и спасување. Она во мое време, кога јас бев директор на Дирекцијата за заштита и спасување, се знаеше надлежноста и лично као директор не дозволува да некој ми ги превзема надлежностите и ми влегува во мои работи. Ја исто така како и вие се чудам зошто Дирекцијата за заштита и спасување е пасивна, односно нема пресови, не се појавува кога се случува некои поголеми такви природни катастрофи, несреќи во државата. Напротив, се гледа директорот на Центарот за управување со кризи на самите настани. Значи, не е одговорно што тврдам, постојат закони и за Центарот за управување со кризи и за Дирекцијата за заштита и спасување, каде таксативно се наброени сите надлежности на Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи. Јас кога бев директор околу 10 години, значи Дирекцијата за заштита и спасување беше многу оперативен орган, постојано беше на терен и не чекавме да се случат природни непогоди и овие катастрофи што се случуваат. Најповеќе посветувавме на превенцијата, на времено превземање на соодветни мерки и активности за намалување на ризиците од големи катастрофи. Зошто директорот тогаш на ДЗС не се побуни? Зошто директорот на ЦУК му влегува во надлежност? Што мислите? Мислам, се разбира дека не може да знаете, но... Јас еднаш имам сретнато со директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, односно не има покането сите и претходни директори, поранешни екс-директори кои биле во дирекцијата мислам дека беше пред 3 години, пред нова година ги имаше еден увид на материјално-техничките средства на Дирекцијата за заштита и спасување. Не сум имал можности да разговарам со директорот на дирекцијата, зошто као да не е активен, можда има други некои работи така натака и можда мое лично мислење, разговарале со директорот на Центарот за управување со кризи, меѓутоа не се разбрали и затоа стои таква работата као да не постои Дирекцијата за заштита и спасување. Во ваше време беа набавени и авионите за гасење на пожари, трактори и сега имаме неколку години имаме некаква драма околу нив, работат, не работат, функционираат, не функционираат. Зошто е тоа така со авионите? Точно и јас го имам приметено во претходниот период, овие 6 години, дека и кога има одредени големи пожари, авионите скоро да не учествуваат во гасењето на пожарите. Ја мислам и од она практика која имам, ја докторирав на оваа проблематика заштитата и спасувањето во Белград. Значи, без авионите големи пожари не може да се гасат, не може да се локализираат и авионите представува едно моќно оружје за справување со овие природни катастрофи во мое време. Значи, авионите треба на време да се регистрираат, да се осигуруваат, тоа са големи пари, би кажал, и исто така, многу е важно и персоналниот состав на авиоделението да е исправно. Значи, постојано пилотите треба да бидат во кондиција. Немам податоци колку има пилоти во моментот, меѓутоа многу тежок проблем е да се најдат соодветни пилоти за
работа, односно управување со овие авиони. Имаат посебни карактеристики, се разликуваат од овие патничките авиони, од воените авиони и има посебна обука која е во тоа време и техничките поправки на авионите и обуката на пилотите се вршеше во Шпанија. Оваа состојба е навистина тешка, предпоставувам директорот на време бара средства за техничко одржување на авионите и постојано секоја година мора да се изврши проверка на пилотите и техничкиот персонал во авиооделението. Предпоставувам може да е и финансиски проблем. Најдобро може он да одговори за ова прашање. Да, се разбира. Добро, господине Салиев, ви благодарам на ова интервју. Многу ви благодарам што ме поканувте. Се надевам дека во некое друго време ќе бидам повторно гости на вашата емисија. Се разбира, ви благодарам уште еднаш. Сега одиме со најавеното интервју на колегата Сонеј Сабриевски со Пако Радовановиќ, инженер во однос на комплексот кој се гради на поранешна Алумина, а потоа продолжуваме со Боби Бојчевски од Независниот синдикат на здравствени работници.